Катица Јанева повеќе не е на боледување. Денеска се појави на работа во СЈО по еднонеделното отсуство откако во јавноста пукна аферата за милионскиот рекет, во кој според наводите на обвинителството за гонење организиран криминал било во игра и СЈО. Транспарентноста на обвинителката Јанева не отиде подалеку од тоа што намислила да каже. Јавноста не дозна зошто Јанева сама не пријавила сомненија дека е инволвирана во рекетарска мрежа, што зборувала со бизнисменот Орце Камчев кога Боки 13 ја вклучил на интерфон, како што тврдеше обвинителството за гонење организиран криминал. Од каде на Боки 13 му биле доверливите информации за истрагите со кои што уценувал. Наместо одговори на клучни прашања, Јанева прочита неколку реда напишан текст, дел се однесуваше на нејзината професионалност, куртуазно го охрабри обвинителството да даде епилог на случајот рекет. Најодговорно тврдам дека ниту свесно, ниту несвесно, ниту со сторување или несторување не сум ја злоупотребила должноста која во моментов се уште ја извршувам. Јавно ги охрабрувам правосудните органи до крај да ги расчистат сите околности за конкретниот случај. Се правдаше дека сите знаеле од нејзиниот син работел во телевизијата на која неформален собственик е првоосомничениот Боки 13. Прстот го впери во него дека името й било злоупотребено. Кажа дека и други правеле така, но не кажа кој се го злоупотребувал нејзиното име, ниту пак дали пријавила. Јанева во холот од СЈО се симна сама. Друштво не и правеше тимот од обвинители како што досега беше пракса на пресконференциите на специјалното обвинителство. Обвинителите од неа се оградија ден по апсењето на двајцата осомничени за рекетот од 1,5 милион евра. Обвинителите од СЈО кажаа дека интегритетот на институцијата не е нарушен со сомнежите за криминал во кој наводно е инволвирана нивната шефица Катица Јанева.